skuplja cela tribina, aerodromska sorta kućinja po ulici Štokina. Cel moj život na tebe ti gotalav, od podzemnih vodi nije sme nadvor od granat, nije sme to šta ti nisi go ni zamislio. Može tvoda dani nosaci te klošari i faci zamislije. Dobra dođavte na aerodrom. Во тој момент веќе имавме го разработивме маркетиншки оддел на клубот и нормално се створи еден добар буџет кој возможуваше се направи солиден тим. Се донесе една одлука за промена на стручниот штаб и носење на Ацо Тодоров. И после дојде нели таа фамозната 2011 година. Некаде околу мај месец ми се јави Сашо Босилков, во тоа време председател на МЗТ, со прашање дали би сакал да сум тренер, со тоа што нели ми беше објаснато дека има изнајдено средства, дека има изнајдено спонзори, дека во тоа време градоначалникот на аеродром стои за тој проект. Следниот ден мислам дека отидовме во општина, каде се запознав со Коневски. Таму побарав ја едноставно две работи, да можам да составам екипата и стручниот штаб по мое и да привлечеме, односно да го повикаме Ѓорѓе Војновиќ да биде спортски директор. Немав никогаш амбиции да станам тренер, затоа што сметам дека тоа бара многу повеќе ангажман и посветеност, но никогаш па од 2004 наваму не излегов од кошарката, значи бев во федерација 2 години, потоа успеавме да ги донесеме Даниел Димевски, Илија Мерџановски и Дејан Лекич кој ме наследи на позицијата, но секако како волонтерски спортски директор помагав во работата на федерацијата, како и што сега помагам во неколку кошаркарски клубови во Македонија и секако член на управниот одбор во Кошаркарската федерација. Да, најтесно поврзан сум моментално со МЗТ. Едноставно таквиот ред на нештата и нели тогашниот повик од пред 10 години, повеќе од 10 години од страна на Александар Тодоров, Саша Босилков и нели тогашниот градоначалник Ивица Коневски да пробаме да го направиме МЗТ да изградиме еден поинаков систем, допринесе да бидам потесно поврзан со МЗТ и да успеам да издействувам и нашата компанија да биде спонзор неколку години таму и да нели го направиме МЗТ она што е денеска. Истиот ден беше постигнат договор. Како го постигнавме договорот, јас влегов во колата и замина во Софија. Во тоа време финале на бугарски плейоф Левски против Лукойл. Ѓорги Чековски играше за Левски. И тоа беше првиот потек како ново раководство. Втори играч кој беше на списокот беше Огнен Стојановски. Мислам дека веќе наредниот ден со него во Скопското тоа мрзенци, како се вика, седнавме на ручек, така да и тоа беше договорено многу брзо. Кошарка. Татко ми не зарази највеќе со кошарка, татко ми е бивши кошаркар. Се нема бавено професионално како ние, како мене, како браќата, но имал почетоци и играно во втора македонска лига, во кошаркарски клуб Пролет. Тогашен тренер му бил Александар Домлевски. И во нашето 92 година преселување овде во Ново Лисиче, татко ми не однесе одново во Лазо Ангеловски, таму во спортската сала држа тренинзи кошаркарска школа Вебо, која што исто беше Александар Домлевски тренер. Неговото познанство со татко ми беше линкот да ме запише мене во таа школа, верувајќи му на него како добар кошаркарски стручњак. Исто и со професорот по физичко Гацов, кој во Лазо Ангеловски, заедно ги држаа тие тренинзи за кошаркарската школа Вело. Тоа беа моите почетоци, кога имав јас 10 години, негде 4-то, 5-то оделение. Тука се задржав и имав преубави моменти до мојата 17-та година. Паралелно овде игралиштето позади каде што имаме најмногу тренирано јас и моите браќа.
паралелно со тренизите во Лазо Ангеловски, во кошакарската школа Вебо. Преубави моменти, премногу другарства стекнати, кои што до ден денес ги одржуваме и се гледаме со дел од играчите кои што игравме заедно тука. Кампови помината заедно, надпревари премногу, гостовања и стварно едни преубави моменти кои што никогаш нема да ги заборавам. Од кошакарскиот од клуб Вебо, јас преминав во кошакарскиот клуб Работнички. Тоа беше на М18 селекција, која што паралелно играше и во младинската и во втората лига. Имавме некој мини селекција за време на летниот период, 2000 година точно. Тогашниот тренер на Работнички, на младинската и на втората екипа беше Панче Милевски, кој што ете од поголема група на играчи, младински, јуниорски репрезентативци, играчи на Работнички, влегол во составот на 12 играчи и ја продолжив цела сезона таму во втората екипа. 2002 беше мојот прв кошакарски професионален договор со кошакарскиот клуб Работнички, Фершпет Работнички. Таму останав до 2009 година. Значи полни 7 години. После тоа иде епизода од 2 годишна во кошакарскиот клуб Фени, каде што после тоа потпишав за МЗ-та. Летото 2011, после моите 2 години во Фени, осетив дека ми треба промена. Тука се приклучи моментот да стапи во контакт со мене тренерот Александар Тодоров, кој што потпиша како шеф на стручен штаб истото лето во МЗ-та. Направивме состанок, се видовме, ми објасни долгорочниот план за МЗ-та што он го има како негова визија, а и плановите за тековната сезона со играчи, со странски засилувања, значи целата организација. Мене тоа многу ми се допадна и јас потпишав без многу размислување и без многу сомнежи. Ми се допадна тоа што го имаше Ацо како концепт и не погрешив воопште. Таа сезона потпиша странските засилувања, ќе почнем од нив: Игор Мијаловиќ, Кей Девис, Ноа Далман. Hello, family Aerodrome. Zdravo Brako, Plavo Belo. My name is Kate Davis, former guard, MZT Skopje Aerodrome, 2011 to 2014. I fell in love with the game of basketball because I think my family was very involved in sports. And so that, just seeing that growing up, my mother and father being great athletes as they were, cousins, uncles, kind of always having a drive and a competitive nature to play sports, just naturally took me in that direction, and basketball is the one that stuck. I found most of my time outside shooting baskets, and so that's it just never went away. My college career was a blessing, a wonderful opportunity at the University of Oklahoma to play for the Oklahoma Sooners men's basketball program. That 4 years was very crucial in my development. I was able to get a higher education degree, as well as finding myself 2 very competitive years, making it into the NCAA tournament, and possibly a chance to play for a Final Four and a championship, but coming up short was a wonderful opportunity to get to play with some fantastic college players that elevated my game. And then 2 years of really hard lesson learning, challenging years. We lost a lot of leadership, but all in all, that whole experience was just a very learning and wonderful time in my life. My first memories of MZT was signing my first contract with them on my birthday. So what a wonderful gift of continuing to get to play
the sport that I love, and someone paying me for it. So that was, but the funny side was that I'd never heard of Macedonia before, or where it was on the map. And so again, one more opportunity to learn something new, and another just wonderful experience to then travel the world and go experience a new place, a new culture. It was first very challenging. I experienced quite the culture shock, coming from a small Oklahoma town, not getting to venture too much outside of the country, let alone the state. That was a learning experience, and but one that I've come to really love and enjoy, and talk most of when we talk memories and experiences. But one on the side of basketball was our first kind of trial period that we went through, and it was our preseason workouts, and Coach Alexander Todorov takes us up into the mountains, and we're running up in the mountains and around the lake, and having practices, and I had never experienced anything like that before in my life. And I'll go spare you the details, but it was that I remember having to walk down the hill, down the mountainside, to get to a little convenience store in order to get cell service, so that I could call my family and my fiance, and because otherwise they would have no idea where I was at. But that was boy, I got tougher there, and we grew a bond together, that team, those of us that were there, and that was quite the preseason I've ever had in my life. Yeah, I had two initial, I think, offers in end of June, early July. Alexander watched my final college career game when I played for Wofford, and he was at the game and thought enough to probably follow me to a certain point. And then the other offer that I had was at the current club I'm at, the Launstedt Hammers in the Netherlands. And Alexander reached out to my agent, and I'll never forget, it was my first best offer, because the offer here in the Netherlands wasn't as much. And I immediately said, yeah, let's do it, let's sign. So yeah, he sought me out, and as luck would have it, I played well against Jimmer Fredette and the BYU Cougars, and yeah, that's how I ended up there. Well, initially, you hear references, because I grew up Catholic. You hear references from, the biblical references from the Bible. So, religion is at the forefront of the history of the culture. I didn't know anything before that. You Google quick and you see Mother Teresa, is from the area, and you look up, obviously, the capital, Skopje, and you're just, as a kid from Minnesota, from South Carolina, you're just nervous even to pronounce it to fellow Macedonians, because you don't know how things are going to come off or things are going to be said. So you struggle with just pronouncing the capital city at the first time. And then once you get there, it's it's completely different. I remember arriving the first night. It's a warm climate. It was just starting to develop when I arrived there in 2011. So they just finished the Alexander Great statue in the center, and I went there the first night and thinking to myself, like, wow, this is that my first time in Eastern Europe, and I embraced every second of it. And, I never had any reservations or any second thoughts about my time there initially, and it was all warm, it was all welcoming. But at the same time, you could feel that quote unquote pressure from the time that you stepped off the plane, just because everybody mentioned the word title in the verbiage of every sentence when it came to the fans, when it came to the expectations of the club. So that was there too. So I remember that plain as day. И трети играч на тој список наш на желби беше Кире Николовски. Меѓутоа, тоа е моментот кога Фени дозна што подготвуваме во МЗД, кога почна агресивно да
настапуваат према нашите играчи. Таму моментот кога потпишав во МЗТ, ја му се евна Емил Рајковиќ, кој во тоа време беше тренер на Фени, и му кажав, јас сум во МЗТ и ние ќе бидеме оваа година шампиони, така да пошто немаш договор, не потпишуваме нов договор со Фени. На тоа немаше реакција, меѓутоа после 2 часа ми почна да ми се јавува тогашниот председател на Фени и така трнавме во таа авантура. Едноставно се надаваме со Фени за сите играчи. Меѓутоа пак ќе повторам, Чековски и Огнен Стојановски беа македонските таргети број 1 и 2 во тој преоден рок. После дое потпишување на странци, јас таа пролет бев во Америка, каде во живо можев да ги гледам и Кеј Девис и Ноа Далман. Ги потпишавме на 2 години договор. Владо Илиевски, еден од тие денови ми се јави, кој ми каже дека во Словенија има многу интересен плеймейкер, кој игра добро, кој не е скап, Игор Мијајловиќ, така дојде и Игор Мијајловиќ. Košarkom sam počeo da se bavim još davne 1995. godine. To leto je bilo aktuelno evropsko prvenstvo u košarci u Atini, gde je tadašnja Jugoslavija učestvovala nakon sankcije i osvojila zlatnu medalju. Zavladala je euforija za košarkom i eto, ja kao i svi klinci sam poželeo da idem tim putem. Moji početci su bili u košarkaškom klubu Umka. Promenio sam mlađim kategorijama dosta klubova, da bih sa 19 godina potpisao svoj prvi profesionalni ugovor za Mašinac iz Kraljeva, gde sam i stekao najveću afirmaciju u domaćoj košarkaškoj ligi. Zatim sam sa 25 godina prvi put otišao u inostranstvo, to je bila jedna sezona u Rumuniji. Nakon toga sam proveo polosezonu u Sloveniji, u Hoxi Polzela ekipi, gde sam imao dobre partije i između ostalog jedna od njih je bila upravo protiv tadašnjeg reprezentativca i legende makedonske košarke Vlade Ilijevskog, koga bih želeo da pozdravim ovom prilikom. Upravo se to ispostavilo kao ključno za moj dolazak u MZT, jer me upravo i on preporučio treneru Aleksandru Todorovu i dobio sam ponudu od uprave MZT-a, ugovor na 2 godine, druga godina je trebala da bude Jadranska liga. Imao sam tada i neku ponudu iz Poljske, ali sam se u tom trenutku odlučio ipak za MZT, to je za mene bio mnogo veliki i lep izazov i kasnije se ispostavilo da nisam pogrešio. Nisam tada mnogo znao iskreno o makedonskoj ligi, ali eto, moj drugar Miljan Pupović mi je dosta ispričao, naročito navijačima koje ima MZT, i rekao mi da će to biti jedna interesantna godina, naročito ako se uzme prva titula u istoriji kluba, što se kasnije dogodilo. Имавме веќе договори со 3 или 4 играчи од минатата сезона, со Крчаров како капитен, со Почов и со Пенов. И тоа беше тој костур на екипата со која почнавме. 2011 почеток на подготовките беше 15 август. И беше договорот на 15 август да направиме пресконференција во тогашниот ресторан Фалко, кој беше веднаш до салата. Вечерта пред таа пресконференција нормално веќе подготвуваш што ќе кажеш и како ќе кажеш. И почнав да размислувам за онаа реченица на 1 јуни МЗТ ќе биде нов шампион на Македонија. Сакав да ја кажам, не бев сигурен дека треба да се каже, веќе реперкусија од типот на притисок, подигнати очекувања на навивачи. Тоа беше више време кога не само на надпреварите, него на тренизите имавме многу луѓе, многу навијачи. Разговарав со неколку, половина од луѓето ми кажа не кажувај, половина ми кажа кажи го. Така да не решено таа вечер, реков да ќе преспием, ќе се разбудам са бајлето. Се разбудив и отидов на таа пресконференција со веќе идеја однапред да кажам дека МЗТ ќе биде шампион на 1 јуни 2012 година. Кога тоа го кажав, нормално дел од луѓето кои беа на масата не знае дека тоа ќе го кажам и градоначалникот ми кажа ти си ненормален. Дека сум, не знам, магионичар, Хари Потер и дека ќе победам на секоја утакмица во сезонава, тоа не можам да кажам, пошто магијата е фикција. Кошарката е реалност. Ама дека следната година, на 1 јуни 2012 година, дека Македонија ќе има нов шампион и дека тој шампион ќе се вика МЗТ Скопје, тоа ја ви давам 100 денеска.
Тоа беше храбра изјава, која што беше потик за сите нас. Нормално дека беше мотивирачка изјава и кон играчите кои што тогаш беше во МЗ, кои што беа во МЗ, зашто? Затоа што врз МЗ стоеше секогаш еден облак без разлика што и да направи МЗ, каква екипа да направи, дека не знам работнички по некакви си други канали и можности ќе освои титулата. Ние бевме сигурни во квалитетот кој што ги имаме во играчкиот кадар, уште посигурни бевме во логистиката што ја пружавме кон тие играчи и вниманието кое што требаше да им биде посветено и нормално дека најголемиот влог во таа изјава го имаше самиот тренер Тодоров. Така да кога ќе гледате дека некој личниот интегритет го става на линија, односно е пред стрелачкиот вод, нормално дека сите сакаат да помогнат да тој резултат се оствари. Така да тоа беше една храбра изјава. Мислам дека ретко кој тренер во Македонија дал таква изјава, посебно во едно се уште време на неизвестно што и како ќе биде со екипата, но ние бевме сигурни во тоа што го правиме и евидентно е дека успехот дојде. Таа вечер дојде и првиот тренинг. Не знам, отидов ја во соблекувално, одржав некој мал говор. Излеговме на терен и моментот како излеговме на терен, отеднаш почна да влагат луѓе во сала. И тоа почна да влагат и тоа немаше крај. Тоа беше едно 10 минути само нови луѓе, нови навијачи. Се наполни таа малата трибина, односно големата трибина во Лименката. Еден од најубавите моменти во мојата тренерска кариера. Дури од време на време го отварам тоа видео. Се уште имам слики од тој тренинг кои ги покажувам на сите во сите клубови каде работам, бидејќи мислам дека тоа ретко се доживува. И така влеговме во таа сезона со таа пресконференција и со тој прв тренинг. So, first practice, Alexander had said that it's going to be an open practice. So, we're excited because, we get to, essentially run our 5-on-0 sets or scrimmage in front of people. So we're happy to get things going. We're happy to essentially get things moving in the season. And I remember we were stretching, and then the doors opened, right? And the Aerodrome family comes in, and the flares are lit, the shirts are off, and they come on their side of the Janis Sandanski gym, and it's amazing because I'm stretching, and to my right, Marcus Kitts is to my right at the time, and Kay Davis is to my left, and we're just sitting there. Man, how cool is this? We didn't have anything like this in the United States, or I never had anything comparable in college to crazy fans or just like people that had that energy. And so I'm just scanning the crowd while I'm stretching. I'm already warm because it's so hot in the gym as it is. And, I'm looking to my left, looking to my right, and I'm trying to pick out, what fans are doing what. And some are having those flares, and some are, screaming the songs, blah, blah, blah. And then I see one fan, and, he goes in his pocket, and he grabs something that I have to do a double take. I'm like, no way. And he has a gun, and he's waving the gun in the air like this. And he waves it probably 4 times. And then his buddy sees it, and his other buddy sees it, and they both drag his arm down, right? And I'm like, hey, did you see that? And he's like, yeah, man, I saw it. And so I'll never forget the first practice, I see an open gun wave in the air in Janis Sandanski gym. And I'm like, man, this is unlike anything that I could have imagined, or people won't believe the story in itself. But that's the expect the unexpected, definitely, when it comes to the family aerodrome, and what we experienced that year when it comes to those things. Navijači su nas već iznenadili pozitivno na prvom treningu, sasvim neočekivano. Video sam ja da se komešaju domaći igrači i da će tu nečega biti interesantnog, a onda negde tamo na sred treninga upada armija navijača, nekoliko stotina njih sa pesmom, sa bakljama, i to je stvarno nešto neopisivo bilo. To je stvarno bilo da se naježiš. Ta pesma nas je nosila na kraju i do pobedničkog pehara, i u kupu, i u prvenstvu.
mogu da kažem da je stvarno bilo jedna neviđena energija sa njihove strane koja se osjetila od prvog dana. To je bila ta neka glad, želja za pobedom i za tom titulom koju su dugo čekali. I eto, od prve prijateljske utakmice koje smo odigrali, čini mi se sa Levskim iz Sofije, hala je bila prepuna. Navijanje je bilo prvo do posljednjih minuta. Hala je bila puna, čini mi se, svaku utakmicu još 20 minuta pre početka. I u takvoj atmosferi jednostavno dajete svaki put 100% sebe, ne osjećate umor, nosi vas ta pesma, nosi vas ta energija. To je stvarno bilo nešto neopisivo. Prva utakmica na domaćem terenu u domaćem šampionatu bila je upravo protiv ekipe Lirije. Zato da bude još zanimljivije, ta utakmica i prekinuta, nastavljena je sutradan bez prisustva navijača, ali to je bilo nešto strašno. U tom trenutku ja stvarno nisam osjećao ni umor ni ništa, to je bila taka neka energija koja nas je krasila na kraju. Publika je, nije fraza, stvarno bila nas šesti igrač cele sezone. The rivalry, you didn't understand it coming in as a foreigner, and how could you? Right? You don't understand derbies because you weren't a part of that history. I remember the first derby game, there was no fans because after the incident with Liria, the fans were suspended for that game. So we had to play it without. And maybe that was a good thing for me, not understanding the significance of that game or the significance of the moment. Because I think I had my best game all season, that first game against Robotnički. Now, Stanko was a big part of that because I think he probably had 10 or 11 assists that game. And I think I scored 30 points or something like that. So that was my first introductory to the thing. And it was a big deal because I remember all the fans just rushing to me after the game outside the gym and saying, thank you. And that was kind of my welcome moment to, I guess, the family in that sense, because I think people then accepted me for the player I was, or the player that, they embraced me as a fighter in that sense. Because there was a different emotion into that game. There was a different feeling, especially if I look back and have that sense with the domestic players. The domestic players, took that game up a notch level emotionally and physically. They played different. It was almost like a playoff type atmosphere. Средина на ноември таа година, тоа е септември, тоа е годината кога во септември Македонија освоја 4-то место на Европското првенство во Литванија, меѓутоа Гечевски ја крши раката и не настапува во тој период, а е потпишан, односно има договор со Левски. Една вечер на кај 12 во средина на ноември беше, ми се чини дека е таму околу 10 ноември, ми се јавува тренерот на Левски и ми кажува дека има финансиски проблеми, дека нема да може да го платат Гечевски. Додека завршиме разговор е веќе 12:30 и знам дека Гечевски е на пазарот и сега е прашање во 12:30 дали да будам управа или да чекам до Сабајле. Го разбуди Босилков, го разбуди Војновиќ и градоначалникот и навистина не знам што се случуваше Сабајлето, меѓутоа знам дека во 11 додека бевме на тренинг Тодор Гечевски веќе се појави во сала. Направивме еден краток состанок, највеќе го интересираше колку пати се тренира на ден, колку пати се тренира во неделата. Така да на 15 ноември го потпишавме и Тодор Гечевски како еден можеби клучен момент во таа сезона. У Задар бев 5 години и таму како слично како и кај МЗТ во второто враќање, прв пат ја освоивме титулата во Хрватска, како што тука со МЗТ прв пат во Македонија. Добри 5 години, доста задоволен, прифатен од навивачите, ден денеска се навраќам таму. Едни од видим моите најдобри, најквалитетни кошаркарски години ги поминав у Задар. МЗТ има формиран тим, има квалитетен тим, веќе има финансиски средства, стабилизиран, знаеме претходно каква беше ситуацијата, без парица, играчи кои сакат да го спасуват, кои сакат да се
одолжат нешто на клубот, се по желба и така натаму, полека се стабилизира клубот, прави квалитетна екипа, наоѓа добри средства во тој период за Македонската лига. Уште на полусезоната имав разговори со градоначалникот за враќање, пошто во тој момент ја бев у ПАОК, уште на пола сезона имав некои разговори, меѓутоа имав сигурен договор у ПАОК, играв доста добро, ми беше близко до дома, Солун е еден убав град за живење, така не да немав некоја желба да напуштам нешто што ми е добро. Меѓутоа во текот на летото повторно разговаравме со градоначалникот, имаше сериозни намери, сериозни желби и така да тоа е 2011 година, после враќањето од Литванија, каде што бев повреден, и после некој месец одлучив у комуникација со градоначалникот дека е добро е да продолжим кариерата тука у Македонија, поточно во МЗТ. Во меѓувреме, уште додека бевме во Либенката, сакавме да одбележиме, нели, и годишнината 20, односно тогаш беше 45 години МЗТ. Направивме напори да ги обезбедиме дел од генерациите кои што претходно, што од играчки кадар, што од управа, да им дадеме одредена благодарност за она што во нивниот период го направиле. Тео би само да се осврнем на почеток сезоне, кој nije баш био onakav како su svi priželjkivali, ni mi igrači, a ni treneri i uprava. Bilo je dosta novih igrača, kapitan Grnčarov je dolazio iz povrede, kasnije nam se pridružio Todor Gečevski, takođe iz povrede, koji je zadobio sa reprezentacijom to leto. Onda je to trebalo tako neko vreme da to sve legne, dođe na svoje mesto i mogu da kažem neka prekretnica je bio jedan sastanak koji smo imali sa tadašnjim gradonačelnikom Ivicom Koneskim, koji nam je rekao da upravo veruje u igrače i trenere i da se samo opustimo i igramo, što je na kraju i bilo. И наредната година доаѓа тренерот Тодоров, ме поставува капитен на тимот. Со надежда ќе се враќа на ноември декември, доаѓа и Тоше Гечевски таа година, засилување, Чековски е тука и се направи една добра атмосфера и голем притисок за да освоиме титул. Тоа е прва титула на МЗ да се освои, знаеме секој електронен скок живееше за тоа. Остана Тони Грнчаров, Игор Пенов, Ристе Стефанов дојде исто со мене заедно таа сезона, потпиша Ѓорги Чековски. И можам да кажам дека стварно од првиот ден, од првиот состанок, од првата вечера пред да почне со тренинзи, атмосферата беше едноставно неповторливо соединување на сите играчи. Тој спои најте србин, американци и македонци, испадна за нас многу добар колектив кој што можда до полусезона, каде што резултатски имавме ние 2 порази, но тоа беа екипи тие порази беа од екипите работнички и Фени, кои што беа стварно исто многу силни состави. Фени исто имаше шампионска екипа која што ја Костурот го задржа од претходните години со исто појачувања. Така да клучно исто беше доаѓањето на Тодор Гечевски месец октомври. Тоа на сите ни влеа на сите играчи една дополнителна самодоверба, дополнителен мотив, сигурност дека имаме супер екипа, супер состав. Атмосферата дополнително се подобри. Сите тие, значи Тодор Гечевски, Ѓорги Чековски, Ристе Стефанов, сите македонци што играа се прекрасни ликови и тоа се овозможи да имаме ние супер сезона, незаборавна сезона која што верувам и на останатите играчи се осеќаат како мене дека е една од најубавите години во мојата кариера, незаборавна. Значи веќе екипата ја имавме комплетирано, дојде 4 декември, натпревар во градски парк
против Работнички. Јас пешки идев на кај сала и уште додека идев на кај сала, тоа беа река луѓе кои иде на кај сала, нивни навивачи нормално. Уште не бевме влезени во сала, салата беше полна. Цело загревање имаше скандирање против Гечевски, против Чековски и беше еден ужасен натпревар. Ми се чини дека Чековски имаше 1-10 шут за слободни фрлања на тој натпревар. Маријан Лазовски тренер на Работнички во тоа време. И многу, мислам дека не победија 15 разлика. Секој пораз во тоа време како на МЗТ беше сваќан како катастрофа, а тоа посебно кога ќе се загуби од Работнички. Тоа е, мислам, и до ден денес. Без разлика што денешниве тренери тврдат дека натпреварите со Работнички се ревијални, тоа не постои. Мислам, тоа го знаевме. И знаев дека таму веќе треба да преземам одговорност. Сабајле следниот ден, мислам дека игравме во недела, во понеделникот Сабајле се сретнав со Босилков, тој му кажа дека планирам да се повлечам, тој ми кажа дека мора да се претходно да седнеме со градоначалникот. Отидовме во општина и таму Коневски беше дециден: ти си тренерот, не ти ја прифаќам оставката, враќај се во сала, следен натпревар во четврток со Фени. Низа состаноци, разговори и тогаш е тој натпревар со Фени, каде што фактички почна преспортот во сезоната. Водевме 30 разлика на полувреме, мислам дека победивме со 37 разлика тој натпревар. Значи некаде 4 декември, значи тоа е некаде 8 или 9 декември. And then the second game, that's when I really experienced December 4th. I remember walking out, with somebody with special needs on my arm, and at that time you had to walk, out, and the Rabanichki fans were right on top of you, and I just remember being showered and just spit on, and the person on my arm probably thought it was raining at the same time, and I'm just sitting there like this is unreal. Right? Like, imagine in this day and age that's captured on social media. Thank gosh that wasn't taken off then, but just the level to where, that's warm-ups and you have this, great event. You have this great kind of like homage paid initially pre the game, and that goes on. You're like, man, this is something different. And then you don't understand the chance that they're talking to Toshi or Stanko, especially during that time. But I just remember how shook up and how angry he was at halftime and at the end of that game. And also too, Alexander, just like, we're all in the locker room after that loss on December 4th, and just how I didn't understand it as a rookie at a time, but just going out that locker room and everybody's head was down and you're thinking, okay, you got your ass kicked, we lost. But the significance of that game and of that, the moment in that city, you understood the next day once the mayor calls you in at the Stonebridge Hotel, and we're all up there, and the threats happen, the shootouts happen, and so that rivalry. I was warned the first day by Joel, by Alexander, don't wear your MZT stuff downtown, and I didn't understand it. Right? How could I? But as you go on and as the years pass, you know what it means to the people in that city. You know what it means to anybody who's grown up with those games. And now I just smile at the fact that you just wish you could appreciate it more while you're in it. Because at the time, you're just so much focused on, okay, you have to win, you have to play well in derby matches like that. But you can't appreciate just how much fun it is to be in that atmosphere. Првата утакмица од таа сезона која што стварно ми остави така посебен впечаток е вториот натпревар со Фени од регуларната сезона, која што првата игравме на гости, изгубивме, втората кај нас, која што беше стварно посебно мотивирачка и за сите играчи, а посебно и за мене. Поминав 2 години таму. Имаше доста зборувања, доста коментари, негативни, позитивни. Тоа беше утакмица каде што беше нешто така посебно за одигрување. Ја одиграв фантастично тој натпревар, имав и поени, имав и асистенции. Победивме со 25-30 разлика. Едноставно од првата четвртина се знаеше, од првата минута се знаеше кој ќе биде победник.
тој надпревар стварно посебно ми остави впечаток. После тоа имавме некои надпревари со Вардар, со Куманово, секој надпревар беше 30-40 разлики и така влеговме во новата година каде што имаше и пауза заради студените сали во тоа време. Цел јануари бевме во пауза, не настапувавме, потоа продолживме. Истата форма која имавме пред почетокот на таа пауза, продолживме, мислам дека немавме пораз 5 или 6 надпревара во серија, дојде еден надпревар со Лирија во наша сала, каде што Тони Симич шутираше 7-7 за тројка. Го загубивме тој надпревар. Меѓутоа истото коло и Фени загуби во Куманово, исто како и претходниот пат кога загубивме од Работнички, следен противник во нашата сала во Лименка да беше Фени. И тоа беше уште еден надпревар, 3 или 4 разлика за нас на полувреме, меѓутоа кај што веќе во трета четвртина направивме 25 разлика водство и така го завршиме тој надпревар. Веќе во тој момент бевме на прво место. Дојде купот во Борис Трајковски, каде што доминантно го освоивме. Фактички немаше надпревар во тоа финале со Фени. Игравме во Борис Трајковски, фактички како да игравме дома, бидејќи една цела трибина во Борис Трајковски беше полна со наши навијачи. И се уште памтам, уште се траеше надпреварот, факелите веќе беа запалени. Има една ситуација кај што Тони Грнчаров ево напад и ја тапка топката и место да напаѓа на кој што се врти на кај вас, на кај Фемили и почнува да славија, а има се уште 2 или 3 минути до крајот на надпреварот. Да, продолжеток на сезона. Дојде Куп на Македонија, организатор во салата Спортски центар Борис Трајковски, полуфинале, финале, освоивме Куп без некои поголеми потешкоти. У марту е била завршница Купа Македонија у хали Борис Трајковски у Скопју, где смо у финалу играли са екипом Фени Индустрија и доминантно славили у финалу са двоцифреном разликом. Била е фантастична атмосфера. Туго се славило ноќ и дали не могу да заборавим то навијање и то славлje, jer je to ujedno bio i moj prvi trofej u dotadašnjoj karijeri, a 4. kup u vitrinama MZT-a. Znali smo da nema opuštanja, ne za mjesec dana očekuju bitke za titulu. Yeah, first cup. I think that, you know, the expectation was there to win it. I think we were playing extremely well at the time. I remember Feni's game plan in the first half was essentially take away the guards, and that was perfect for me. You know, they played it different on Stanko and Toshi, you know, but for me, it was a hard hedge or a higher hedge, and I just rolled to the basket each time and I scored. So I remember just absolutely just torching them in the first half. And then it was good because in the second half, I couldn't have sustained that at that level. And Toshi ended up just dominating and doing what he always does in big games. And we run away with it. And that was special because it was just like almost a relief, I think, for everybody to get that first, that first trophy of the season for us. And I just remember celebrating like, I went to the NCAA tournament, I won the national championship, and just the feeling of the club and the mood, I think that completely shifted after that, because then there was always expectation to win. But after that, it was now, well, how much are we going to win by? So once you had that confidence, once you had that first, trophy in the basket, it was all downhill after that. Yeah, but up to the cup, it was an uphill battle because you never know what's going to happen, especially in that one game. As we found out this year, in the cup final with MTT, anything can always happen in a cup final. По освојување на тој куп имавме надпревар, последниот надпревар од лигата со Фени во Кавадарци. Го освоивме купот, почна невидени притисоци од Фени во вид на соопштение, тоа беше постојано. Може би не секојдневно, ама еднаш неделно беше едно соопштение од Фени кој беше директно насочено против нас. Во тоа време Фени нема управа, бидејќи тогашниот председател замина некаде во странство. Има спортски директор, беше Дивна Пешич, и сето тоа доаѓаше, нели, јасно ли беше дека доаѓа од главата на нивниот тогашен тренер.
Секоја недела беше истакнувано колку огромен е буџетот на МЗТ, како МЗТ ги контролира судиите, како контролира федерација, а факт е дека се беше обратно. Одговорно тврдам ден денешен дека ФЕН имаше минимум 30% поголем буџет од нас, имаше 6 или 7 странци на располагање, еден куп македонски играчи, тие не знаеа више веќе во еден момент кој да игра, кој да седи на клупа, толку има играчи донесено. Отидоме на тој надпревар, огромен беше притисокот, го ставија надпреварот да биде во исто време со Лига шампиони, за да не може да биде телевизиски. Мислам дека водевме на време и 15 разлика, дојдовме до неизвестна завршница, Игор Мијаловиќ погоди еден тежок шут. Го победивме тој надпревар кој веќе во тоа време ни даде предност од 1-0 во плейоф, во евентуално финале на плейоф. А се знаеше дека финале ќе биде МЗТ ФЕНИ. Повторно нови соопштенија го најдоа за кривец покојниот Зоран Златевски, го квалификува како судија на МЗТ, а станува збор за судија кој беше еден од најчестните и најпринципијалните судии кои некогаш сме ги имале во Македонија. Веднаш направија притисок во федерација, Зоран Златевски повеќе не судеше ни еден надпревар на МЗТ, така тоа е чисто колку да се знае кој имаше влијание во тој момент. Екипата со тек на време до тој период април се уигра максимално. Дојде плейоф, а полуфинале со кошакарски клуб Торус, спој на млади играчи со добри странски засилувања, кои што правеа многу проблем во текот на цела сезона на сите екипи. Првиот надпревар полуфинале го добивме релативно лесно, вториот надпревар, иако беше под водство цело време нашата екипа, последните 5 минути Торус направи одличен пресврт и го изгубивме тој втор полуфинален надпревар, каде што следниот надпревар го добивме ние и се квалификувавме во финалето, каде што ја пречекавме екипата на ФЕНИ. Ми остави лошо сечавање надпреварот со Торус, каде што водевме нешто 10 на 12 разлика на минута и нешто до крајот и успеавме да го изгубиме тој надпревар, меѓутоа после тоа влеговме у некоја си добра форма, така да плейофот заврши сосем коректно. Поминавме со Торус во полуфинале. Дојдовме до финале на плейоф, 1-0 за нас, првиот надпревар во Лименката. Има ФЕНИ на 2 разлика за нас шут за победа да изравна серијата, промаши нивниот бугарски интернационалец Иван Лилов. 2-0 за нас. Отидовме на надпревар број 3 во Кавадарци. Повторно надпревар без ТВ пренос. Мислам тоа беше се однапред смислено да се направи притисок. Повторно проблеми со влезници за нашите навивачи. Повторно соопштение пред тој надпревар. И тоа е тој надпревар кога еден од публиката фрли со една празна кофа и ме погоди. Прекинот 30 минути, 2-1 за ФЕНИ. Убедливо не совлада. Одлична финална серија, одличен дуел. За жал имаше еден немил настан, каде што тренерот Александар Тодоров, кој што беше удрен со празна кофа, столче веќе не ми текнува, беше одлучено да се испразни салата и сите надпревари до крај на гостински терен беа одиграни со без публика, празна сала. At the second part of the season, going into the playoffs, maybe it's naive to say, but it was ours to lose. I remember, my only fear was if somebody got hurt, right? Because I truly believe there was no way we were going to lose that title. And you go down the line from all those guys, I bet they would say the same thing. So, the way we were playing, the way we fed off of each other, the way that, we were all connected, we just were playing beautiful basketball. And that was so fun to be a part of. And like I said, as a rookie, you can't enjoy it as much because, you think that, you're just on this one-track mind of just winning, just playing well, and that's all you can think about. But as connected as we were, as much as we enjoyed each other, the competition of that group, I wish I could go back and relive it again. But it was ours to lose, and we took care of business. I will say the matchups were in our favor at a certain point.
we had passed Toros, I think, in the second part of the season by far. They gave us good games. I mean, matchup wise, athletically, they were good at certain spots. But I think we weathered the storm. The experience of our starters and our bench was definitely better, and that made the difference in the series. And then in the finals, I thought, from the first game, of course, the +1 helped. Having that first initial +1 going into the finals against Feni. But that first game at home, we set the tone, and I think we did that right away. With the starters, I remember there was a fall call, and then I've never seen this to this day. All four. I don't know if Igor did it, but I remember. The rest of the guys getting on the ref, one specific ref after the call. And that completely changed the momentum of the game. They just surrounded him and just were chewing him out. Toshe was putting the finger in front of his face. Stanko was intimidating with his chest. Cade was just trying to come in like this. And I think Emil was frustrated and a half at that the technical wasn't called. I don't know who organized that. Maybe Alexander, then maybe... Финале направив број 3. Фактички, бидејќи почнавме 1-0, ние водиме 2-1 и се брои како финале направи број 4 во Јане Сандански. Многу тензија, пред тоа после оној надпревар во Кавадарци со кофата и се тоа, па ги казнија, па таму соопштенија кои ги пишуваше нивниот тренер, каде што не знам, некакви конспирации спомнуваше и се. Така да почнува надпреварот и во соблекувална единствено што е договор играме. Немојте само да бидејќи цело време има некои апели за fair play, за спортски нормално, прво фените те плюкат и те удират, потоа сакат fair play. Договорот во соблекувална е што год да се деси, првата одлука на судијата која ќе биде против нас, сите 5 играчи и јас како тренер влагаме и го оплуваме тој судија и почнуваме со притисок, бидејќи тоа автоматски цело тоа ќе се пренесе на трибини. Меѓутоа, пред да започне на надпреварот, Пепо Денковски е судија. Состанок капитените и тренерите пред записничка маса, јас, Грне, Самарџиев и Емил Рајковиќ, и сега Пепо Денковски објаснува, слушајте, овде треба да е fair play, овде треба да нема нервоза, да завршиме се екипи, да регуларно. А ние веќе имаме договор. Имаме договор 1 сат пред тоа направен во соблекувална. Почнува надпреварот, не знам, 0-0, 2-2. Една одлука против нас. И отенаш, јас само ги гледам Тоше и Станко како трчат на кај Пепа. И отенаш и Кей Девис трча и тој нешто почнува да објаснува, ја нормално влагам у терен. И единствено што гледам спортивната клупа, таму Емил Рајковиќ сака нешто да каже и почнува да мапта, ама зад него се седнати Маци и неговата група другари таму. И како почнува Емил да мапта, они почнуваат по Емил да викаат. И овој не може ни корак напред, ни корак назад. Дој надпревар број 2-1, надпревар број 4 во Либенката. Мисля, чини дека беше веќе 25 разлика на полувреме, дека 35 разлика заврши тој надпревар 3-1 и сме на една победа нели до таа титула. Морам да кажам дека моментот кога веќе ова се случува, сите знаевме дека сме многу блиску до таа титула. Мислам, не само ние, играчите и тренерите, него и цел аеродром. Тоа беше период од едно месец-два, каде што на секое идење во ресторан или во кафич во аеродром, на прашањето дај сметка беше освој титула, не треба сметка. Така да, мислам дека сите знаевме што ќе се случи. И на крај и тоа се остварува и е 3-1 за нас. Меѓутоа, кога е 3-1 за тебе, кога ти треба уште една победа, се навраќаш на сите оние ситуации од минатото. Се навраќаш на она финале 96-та во градски парк со оние две промашени слободни фрлања на Врбица Стефанов, каде што тогашното раководство на МЗТ веќе слави на трибина.
славејќи паѓат парите од премијата доле. Се разлетуваат пари по салата, по трибини. Се сеќа, ти доаѓа на памет она финале од 99-та година со црвената овца или коза што беше во нашата сала. И секогаш велиш да, и имало години кога МЗТ биле на еден надпревар, кога биле некој пат на една секунда, на 10 секунди од титулата, и кога секогаш нешто се случувало. Сите не гледат како шампиони, значи апсолутно сите не гледат, а најдобро јас знам како јас се осеќав. И во тоа време почна и дискусиите околу тоа дали треба да освоиме титулата на домашен терен, односно дали да отидеме во уште еден надпревар. Дојде Тодор Гечевски кај мене во канцеларија и ми кажа ако ова не го победиме следниот надпревар, све ме боли, имам проблем со коленото и не сум сигурен дека ќе можам да играм 2 надпревара. Така да што god да се случува, треба да се победи следниот надпревар. Тоа е 2 мај. Немаше спиење таа вечер. Знам дека стана рано, знам дека ќе го гледав и како изгрева сонцето на 2 мај. Идејќи на кај сала од кај што тргаше нашиот автобус, речиси на секој семафор во аеродром, имаше коли кои свирка, кои поздравува, кои порачува ќе ве чекаме вечер после надпреварот. Мислам, тоа беше еден момент каде што една цела општина, една цела населба живееше за тој ден. Нормално заради инцидентот на претходниот надпревар празна е салата. Фени пробува со секакви можни провокации, ставија навијачи пред сала, па ги отворија вратите од салата, па тие скандираат, па се слуша внатре, па и не поведува, многу рано во надпревар не поведува. Стигнавме некако до полувреме, поведовме и беше еден надпревар кој фактички на крајот немаше никаква драма, го добивме. Тоа беше 9-ти надпревар таа година со Фени, 7-ма победа на МЗТ, така да доволно говори за таа доминација. Испадна да последниот надпревар го играме таму, одлучувачки, кој прв до 4 победи, последната 4-та победа беше таму, тесен надпревар, освоивме, победивме, на големо задоволство на сите. Морам да напоменам дека иако до тогаш МЗТ немаше освоена титула, баш во ниеден момент од ниеден од структурите на организацијата МЗТ немаше притисок дека ние мора да освоиме титула. Значи, тоа морам да го напоменам. Многу побитно беше да се направи една здрава тимска средина, каде што секој ќе се осети добро, комотно, сигурно, за да може да даде максимум на тренинг и на надпревар. Тоа беше исто, морам да го напоменам, во ниједен момент, ниту од фемили, ниту од тренер, ниту од управа, немаше дека мора да се освои. Тоа не само дека мора да се даде максимум на секој тренинг и надпревар, па што ќе биде, ќе биде. Но и со среќа и со, можам да кажам, и со малце и со Господ, дека освоивме таа титула, победивме на тој надпревар пред празна сала за 4-та победа и освојање на титулата 2 мај 2012 година. Прекрасно чувство, малце беше непријатно, невообичаено пред празна сала, нема пред кого да се израдуваш, па макар и гостински навивачи, исто и тие се дел од целата таа атмосфера. Славието почна веќе уште со влекувална и во автобус. Веќе знаевме дека Фемили спрема пречек. Исто тоа морам да напомнам дека една од моите ретки незаборавни денови, вечери во мојот живот. Финалето го добивме само со еден пораз, така да мислам дека тука немаше некој поголем проблем во финалето. Заврши надпреварот, празна е сала, нема со кого да прославиш. Во меѓувреме таму тече нека организација каде што на Фени се додалуваат некакви као златни медали како несудени шампиони, бидејќи наводно им била украдена титулата. Го добивме тој пехар толку очекуван. Не ставија на автобус, ни кажа дека има опасност дека може да не чекат некаде во заседа, така да возиме преку некои стари патишта. Да дојме до автопат. И тоа беше тоа. Дојдовме на бензинската во Сингелич, таму не чекаше големиот автобус.
i sigurno jedno 15-20 коли su навивачи, никој не знаеше за тој автобус. И мислам ја да знае како тренер ќе им кажам да не го прават тоа, да не го брендираат пред да заврши тој натпревар, бидејќи постојано се случува нели обратното од тоа што го очекуваш. Дојдовме во аеродром, една од најубавите вечери во мојот живот, иако тоа беше на невидена гужва. Знам дека само завршиме во 6 сат сабајлето со тогашниот капитен Тони Грчаров на бурек. Тој направил со Реал Мадрид, тогаш не е како сега, нема дерби на превари, тогаш и со една плама и со неметали огржна, лименката беше пуна. Така да Реал Мадрид стварно беше доживе за сите аеродромци и таа победа никој не очекуваше, нормално како и сите бев на тој напревар и стварно беше една еуфорија, но за славење, по прва титула не земзете, мислам дека таква прослава немало. Ни со Реал Мадрид немаше таква прослава, кој што имаше за прва титула со земзете. Уште има клипови свежи, ги гледаме како беше прославата и стварно ми е едно, кога ќе се присетам сега ми еден доживљај и од тогаш, од таа прва титула, ете, МЗТ 10 години више доминира македонската кошарка и поставивме стандарди кои се надевам наредните 10 години сигурно може да ги достигне една екипа во Македонија. Издржавме притисокот и освоивме таа прва година, 4 победивме Фени финале. Се сеќавам, значи, кога дојдовме од Кавараци со автобусот, тоа беше, значи, стварно не знаеш дали да плачеш од среќа, дали да се радуваш, значи, стварно, кој ги видиш навијачите, како они плачат, како викаат, тоа го чекаме цел живот. Тогаш се осети колку значеше таа титула во аеродром да се донесе, затоа што со години гледавме како некој друг освојува и едноставно изгледавме лузерски некако, но ете го со од тогаш, последниве 10 години се смени тоа, така да од 10 години скоро освојав 8 титули, од кои не е признаена, ја ги рачунам 9, така да стварно доминираме последниве 10 години во македонската кошарка и тек ќе доминираме. Имавме неколку порази, меѓутоа на крајот сето тоа добро се заврши, така да ги освоивме и купот и првенството, нели за прв пат МЗТ освои титула во Македонија и мислам дека ги израдувавме сите навивачи, жителите на аеродром и симпатизери на МЗТ. Yeah, the first title, man, I never have, nor did I think I would have ever played in another game where we would win a championship and there'd be nobody in the stands. An absolute elating feeling to win and to beat Finney Industry that year, 2-1 in that, I think, that final series. But to play there with nobody in the gym due to the previous altercations in the previous semifinal game was hilarious. Even though we were cheering and dancing on the court and popping the bottles of champagne, and it was a joy. But not to get to experience that with that just that ferocious environment would have really been that much more enjoyable. But ultimately, we would have loved to have won it back at our home court. But that first title victory in a long time for MZTE Skopje has just been, I know, a staple point for the program moving forward. The most exciting thing was once we got back from Finney, they met us outside of town with the double-decker bus, and so we shift gears and switch over and get onto the bus, and we come into town, and by the time we get to the edge of town, there's people lined up in their vehicles and people sitting on top of their cars and with flags of MZT and blue and white, and we're coming down the main boulevard, and there's just flares and smoke, and everything's just lit up in the street, and there's thousands of people hanging outside there. I mean, that was a sight to see until the rush had come through, and here we are.
they're coming on the bus, we're exiting off the bus, and we finally make it into the Bisar there on the main boulevard, and of course we all celebrated together because that's what Family Aerodrome is, and so for the fans it was just as important as it was for us as players and as the team and organization to win that first title. Eto, u maju mesecu smo igrali ponovo sa ekipom Fenija i pobedili ih sa 4-1 u finalu i tako osvojili prvi trofej na koji su navijači upravo čekali 20 godina. Bilo je to nezaboravno. Bilo je to mnogo dobra finalna serija. Така да и 2011-2012 веќе ви е познато првата титула која што ја освоивме во Кавадарци и купот. Првата титула единствено ми е жал што освоивме на гостински терен, вака искрено да кажам. Преседовме некои 2 сата на бензинска пумпа во автокоманда чекајќи ги да дојдат, така да беше, како пак ќе кажам, ретроспектива кога се враќаш 15 на години назад, ништо се е поминал клубот, за да конечно, кога зборам клубот, тука мислам играчи, навивачи, управи, кој све поминал, нели, за да сватиш колку е тешко да се направи вистински спортски резултат и заслужен спортски резултат во спортот. Нормално е дека секој го сака клубот на собствен начин и го гледа клубот со свој очи, со свој поглед. Иако сме имале, да кажеме, конфронтации со навивачите, јас секогаш гледам да ги гледам проблемите со туѓи очи, односно од другата страна, и без разлика на се, тоа било само мотив повеќе затоа што гледаш која жар ја имаат они за клубот. За жал, повторно ќе кажам, денеска бројот на навивачи не е толкав и тоа е број еден задача на било кој што го води МЗТ да ја направи да ги анимира навивачите и нели Јане Сандански повторно да биде спортски, односно кошаркарски храм број 1 во Македонија. Тога имавме ми една добра екипа и со таа прв пат го освоивме првенството. Тоа беше голема радост. Ја тоа не можам да заборавам, кога у Кавадарци игравме последната утакмица и се враќаме со автобус. Ацо Тодоров беше тренер и стигаме на наплатна рампа. На наплатната рампа све е блокирано. Има 5000 луѓе, кои со мотори, кои со коли, страшна работа. Не донесува тука до влез кај на самиот влез на Скопје и не качува автобус, оној на спрат автобус, и тоа беше една атракција голема. Како влагавме, тоа не беше рано, 12:30, 1 навечер. 12, така. И како влагаме у Скопје, така односно на аеродром, цел аеродром свети, сите куќи светат. Значи, нема стан кој не е осветлен. Страшна работа. И сите аплаудираат. Како поминуваме, сите аплаудираат, ние нешто мафтаме, али голема атракција беше за сите нас тоа. Кога стигнавме тука на центар на аеродром, не испоздравија, се изгушкавме со сите и така. Тоа е првата титула. It was unique. It was unique in that sense to where we took care of business and we were the best team by far, and I think that showed in the series and in the finals. So, well, as a player, it was weird to celebrate in an empty gym, empty arena, because of the wonderful performance that was done. We won the game on the empty court, and there was a relief, and that was a good thing too, because we got to celebrate as a group initially, and then the bus ride home, you don't know what to expect going into Skopje, but then once you're stopped, outside the city, and you get on the bus, you understand the significance of it. And I thought the celebration of the cup was great, but to go back,
into Aerodrome with the trophy, and then just the fans, the response. Yeah, I get chills thinking about it, because that was the best celebration I've ever been a part of, and you can't repeat that. You can't come close to that energy. You see grown men cry. You see little kids' eyes light up. As a player, it means something, but it didn't mean anything near to what people have been waiting for all those years, for that trophy to be, in Aerodrome. And I understand that now. I understand the important significance of it. And yeah, I'm thankful to be a part of it. I'm thankful to be a part of those memories and be a part of that history. But yeah, I think it was well deserved for everybody who's ever been a part of the club to experience that moment together, because yeah, there's nothing like the first time, right? In anything, when it comes to emotion, when it comes to sports, you do something for the first time, there's nothing like it. So I think anybody that was there that night, they had that feeling of just, you wish the night would stop, and that's how I can sum it up. Slavilo se sutradan. Euforija je trajala danima. Sjećam se da je bio čak i organizovan koncert u opštini Aerodrom, gde je stvarno bilo mnogo ljudi na ulicama. Svi su se slikali sa nama, tražili autograme. Osjećali smo se veoma bitno. I drago mi je da smo, mi bili ti koji smo doneli tu prvu titulu MZT-u i da smo žitelja Aerodroma učinili srećni. Zatim je usledio najlepši deo, a to je slavlje. Nismo bili svesni da smo uzeli trofej. Sve nekako bilo nestvarno, kao u nekoj bajci. I onda smo krenuli autobusom nazad ka Skoplju i usledio je za mene prvi već šok na naplatnoj rampi na ulazu u Skoplje, gde nas je čekalo nekoliko stotina vozila koji su blokirali autoput, koji su nas pratili do samog ulaza u Skoplje sa sirenama, bakljama, zastavama, pesmom. Stvarno je bilo nezaboravno. Kada smo ušli u Skoplje, sećam se da smo prešli u autobus double decker, poput onih u Londonu, na kojima su bile naše slike, na kojima su bile fotografije nekih najlepših trenutaka, momenata sa utakmica. Crveni autobus je bio plavo-bele boje. Slavilo se do kasno u noć. Taj osjećaj je bio nezaboravan. Sam taj prilaz Aerodromu u tom autobusu je nešto najlepše što sam doživeo kao igrač. Ceo aerodrom je bio na ulicama, ulica je bila blokirana. Slavilo se, pevalo se i danas gledam taj klip na YouTube-u i pokazujem nekim saigračima kako je to bilo, kako je ceo aerodrom na nogama ispratio završnicu finalne te 5. utakmice, pa potom i slavlje zajedno sa igračima, sa trenerima. To je bilo stvarno veče za pamćenje. Lično i igrački sam izuzetno bio zadovoljan tom sezonom. Neke od mojih partija su bile moje najbolje partije u karijeri. Stvarno mi je dosta značila ta podrška navijača. Igrao sam kao u transu, nošen publikom. To je nešto zbog čega sam i zavoleo košarku i još od malena. I eto, baš kao rezultat je došla ta dupla kruna. Пречекот беше уште на патарината на влез во Скопје. Тука не пречекаа делот на навивачите на Фемили. Еуфоријата беше на највисоко ниво. Како возевме веќе една ке Скопје, знаевме и се јавува сите дека има организација. Пречекот беше пред трговскиот центар Бисер и пред трговскиот не чекаа сите навивачи, каде што со автобус дојдовме тука. Сам честитки, гушкања, сликање од сите фанови, членови на Фемили, сите останати кои што дојдоа да присуствуваат, имаше голем број на присутни. Славието после продолжи доле во трговскиот центар Бисер. Тука се собра многу навивачи, многу симпатизери на МЗТ, сите играчи, цел стручен штаб, цела управа. Имаше многу пеење, многу славење.
стварно една незаборавна вечер која што траеше долго. Првата титула ја памтам, значи таа вечер буквално као вчера да беше. Буквално сите интеракции кои што сум ги имал тој ден, мене ми се врежани. Што сум зборел со кого, со кој сум идел ваму, со кој таму, кога идев по пиво, кога се кршеше резултатот за да се освои, пирото, утињање на патарина, кога отидовме на пречек на играчите, наместо на Кавадарци, ние тргнавме на кај Куманово, па тука полукружна. Значи, буквално се памтам од тој ден, дури солзите на еден член, кој што исто секогаш ќе ги памтам како една така случка во сето тоа. Значи, тоа беше момент кој што секој аеродромец, буквално секој аеродромец, мислам дека го чекаше, го посакуваше. И жал ми е за секој кој што не може да осети нешто такво, некоја таква огромна љубов, огромна еуфорија за само една мала работа. У целиот свет тоа е реално мала работа која што на толку многу луѓе им значи толку многу. Значи, тоа е енергијата на аеродром, тоа е магијата која што МЗТ ни ја пренесува. 2011 дојде Аца Тодоров, тоа се направи екипа да освои титула, конечно. Иако немав некоја улога посебна во екипата, не добивав некоја минутажа, меѓутоа можам да кажам дека екипата беше навистина екстра трениравме, знаевме дека ќе освоиме титула, бидејќи се чувствувавме доминантни, поготово со Тоше Гечевски кога дојде во екипата, тоа мислам дека се промени тотално екипата. И кога освоивме титула, освоивме во Кавадарци. Не освоивме во Скопје, што можеби ќе беше она шлак на торзата. Меѓутоа беше феноменално. Аеродром беше препон, не пречекува уште на влез од Скопје. Не беше реално. Ја бевме во Бисер на прослава и беше стварно беше фешта. Аеродром беше, ако можам да кажам, полуден беше. Полуден, затоа што премногу време ја чекаат тие навивачи таа титула. Али интересно беше што иако ја чекаат таа титула, не се откажуваа, стално доаѓаа, стално го бодреа тимот. Беше навистина убаво време. Па прва титула не се објаснато, тоа треба да се доживее. Цело живот ја чекавме. Толку народ собран во аеродром, 3 дена се славеше. Пиени инциденти, пиротехника премногу. Не знаеме како да прославиме едноставно. Немавме многу титули. Прва ни беше куп неколку, од кои многу и ние не фативме купови, беше тоа друго време порано. Ама супер, неопишиво чувство. Предобро. После првата беше добро и другите титули исто, ама првата за цел живот ќе остане. Прва титула 2.5.2012, непроценливо чувство. Секој аеродромец ќе го памти тоа по добро. Едноставно аеродром гореше. И стварно гореше, се затвараа улици, се палеа контењери, ми текнува. Цел аеродром беше блокиран. Невидено чувство. Значи, како што групата бележи успон, би рекол, така и клубот со тек на време од година во година напредуваше, затоа што 2012 година прво го освоија првиот куп и првиот трофеј за аеродром, после не знам. Мислам 10 години, многу голем пост, да. Последен, да. Така што исто така феноменална утакмица во Борис Трајковски финале со Фени, навивање перфектно. За Славија исто би рекол, може и да е едно од подобрите Славија во Бисер, да. И после тоа следуваше и првата титула, така да за прва титула се знае. Прва титула 2 мај. Никогаш нема да го заборави тој ден еден аеродромец на селбата, зашто тоа може да е меѓу најстрекните денови во нашите животи. Ја освоивме на гостински терен, без присуство на публика, иако беше добро и позад трговскиот центар Бисер се собра цел аеродром и беше права фешта. Невидена забава таа ноќ.
би кажал имаше еден несреќен момент, последната утакмица се играше во салата Јасмин во Кавадарци, публиката не беше дозволена поради X причини, меѓутоа се појави една позитивна страна со добра организација помеѓу сите мала, падна договор целиот натпревар да се следи позади трговскиот центар Бисер на еден голем видеобим кај што направивме стварно многу добра забава со премногу пиротехника, добра песна и славење до зори. Играчите се пречекува на Патарина, значи од Бисер се отиде од ТЦ Бисер се отиде на Патарина, се пречека. Славењето продолжи во аеродром, имаше луѓе што се бањаат по фонтани, не спија по 2-3 дена, луѓе се тетовира, значи тоа е стварно останато, мислам, цел живот ќе се памти. Добар момент и убави спомени. Да, и тука треба да се спомене дека имаше договорено, наш постар другар од мало дека имаше договорено и брак, мислам да имаше договорено дека ќе побара девојка му дента кога ќе освои МЗТ прва титула, тука се дешава и тоа и настана уште едно дупло слави. Така, гледајќи низ призма, скокајќи од период во период, значи од најраното детство, преку оние легендарни надпревари 96-7 година во европските купови, преку дното, кога го допревме 2008-2009 година, па се до првата титула, ако не се лажам, 2 мај 2012 година со Фени Индустри. И тоа беа почетоците на шампионските прстени и трофеи на МЗТ. 2011-12 сезоната, така, тоа е прва титула на МЗТ, долго очекуваната прва титула. Не можам да ги заборавам. За мене со најголемо срце играчи во тој период беа Огнен Стојановски и Пенов. Значи тие се прави аеродромци, они изиграа за нас. Беше забрана за гостински навивачи, ние ја гледавме утакмицата позади Бисер на стариот центар, нели, на видео бим, имаше навивање од цел аеродром дојдаа луѓе. Значи навивањето траеше со сати и пред да почне самата утакмица и за време на утакмицата не се застануваше. Тоа до крајот на наредното утро имаше навивање се уште. Колку бевме сите пресвекни, мислам, за таа прва титула долго очекувана. Следната сезона, значи, беше управата уште повеќе се ангажираше во своите намери да донесе првата титула, па така таа е, да речеме, годината кога прв пат станавме шампиони, сезоната 2011-2012. За таа сезона секој збор нема збор што може да ја пише, значи од прва утакмица која што беше со Лирија до последната до финалето со Фени, кој што за жал што прво беше достигнато на возможно сала да се израдува на победа. Успехот. Значи изгледа дека таму почна поредовно да се оди со Босна на гостувања, кога се донесе законот за спречување насилство на спортни превари, имаше строги забрани за водење на гости, па ние се смеѓавме како знаеме и неено да сегде кај што може да отидеме и да се представиме за една добра спортна. Во таа сезона на Чудизвел, едно од нашите најбројни гостувања, тоа беше со Фени, првата утакмица, октомври или ноември месец. Па тогаш мислам дека околу една недела не бев спиен буквално ни еден ден. Со Стефан Корка од понеделник кога тргнавме да караме, значи може би 10 агенции ми кажаа да ќе да возиме, после да се распрашаат кого треба да возат, што ќе возат, како ќе возат, да добијат информации, да не се јават, да откажат бури се ситуацијата што сме слабо на Капар, а превозниците отиваат да возат, ни го враќаат Капарот и едноставно викаа дека тоа не е за нив. Беше повеќе страф налет, беше за парите, но тоа што штетата што може да се направи на овој голем. Сега таа сезона за прв учено од претходната година, кога на последната утакмица не можеа да влезат сите на сала, одлучивме да направиме како сезонски билети, кои што беа со RFID так. Значи, тогаш направи систем каде што со една карта може да влезе еден човек и таа карта втор пат на иста утакмица не можеше да се исклучи, значи точно може да се види. Едноставно имавме евиденција кои податоци, кои луѓе одат на секоја утакмица, кои луѓе доаѓаат повремено и буквално можеме да знаеме кога ќе треба да бидеме негде на броја
помогна, значи, многу во организацијата да се направи како дистинкцијата меѓу малата и зарадром, да се направи, да се знае кој е мало со колку луѓе предонесли на трибината, да се направи како секции, за да може се буквално цела организација, кога ќе се оди нека на страна, се звони мало по мало, да кажа колку луѓе ќе бидат, за да се пазарат автобуси колку ќе треба. Тоа исто така кога ќе се прави реквизити, да жура ние сме 5 место, 10 место, 12, се правеше бројка нека така начална, при што тоа доста олеснуваше организацијата. Во таа година, значи, не можам да кажам дека имаше некоја не можам да издам утакмица која што беше нешто спектакуларно, причина што сите беа победнати на високо ниво изработени. Нормално кривата беше титулата која што ја осветам за кавадарци. Тој ден имаше над 1000 луѓе неделите за Бисер, се запали околу 200 бакни, 100 стробови, значи беше буквално една незаборавна фешта, која што не верам некој што од аеродром да не напуштено на YouTube да види видео од нејзе да некој не бил таму да ја осети атмосферата која што енергијата која што чувствуваше тоа. После тоа прв трофеј што го освоиме после долго време, памтам куп во Борис Трајковски и тоа се славеше исто на големо, 2 дена. На крај дојде и тој ден, дојде време ние да играме за шампионска титула, МЗТ, и баш се погоди тогаш како казна, пак без публика, пак без нас. Али решивме како и да е, што и да е, Славијата нема ни го пропасти ништо. Ја земавме работата у своји раце и решивме да организираме видеобим позади Бисер, што можеби и од гледна точка на Славија испадна подобро, зашто не знам тој ден во Кавадарци немаше да не собере сигурно. Од Сабајле се шеташе по улици, се дигаше атмосфера, народ имаше, сите беа загреани. Позади Бисер имаше огромна бројка, беше набавена голема пиротехника, све беше спремно, само се чекаше да дојде моментот и моментот дојде. Беше неизбежен. МЗТ победи, сигурно, и туата креневме, го пробивме мразот и тоа беше исто ног за паметање, се славеше до раните утрински часови, сигурно. The season as a team was fantastic. You know, I mean, coach, you know, really kept a high standard in terms of how we practiced and how we conditioned and maintaining that kind of physical and mental toughness in order to endure the season, which we definitely needed it, you know, against formidable teams in the league that year. You know, everybody vying to play for a championship and a cup title. And I just remember traveling to all the different away games and experiencing how impactful the fan base was. And to say that those games were not a little bit challenging and frightening at times, I'd be lying to you if I said otherwise. But that was, but then that's the joy of it. It really to step in such an environment and challenge yourself to play at a high level and make shots and make the right plays and you know and not let that external force overcome you from what your ultimate goal is. But those were interesting games to say the least. When we would have, you know, when the rivalries were so intense and so fierce, you know, we had the local SWAT team there lined up, you know, around the gym. And so if you didn't think that these games weren't important, you just had to, you know, look around and see what it was about. So, but again, that's I tell people, you know, now and the environments that we play in, and I said that's nothing compares. I don't get too spooked now because I don't have firecrackers or anything popping off around the gym and flares, but that's what I remember most and enjoyed the most, was going in there with my teammates and preparing for the games,
in order to come out victorious.